Македонските верници од Источен обред, заедно со верниците од Словачка, учествуваа на јубилејно ходочестие во Рим. Ходочестието е во јубилејната година, која во католичката црква се одржува на секој 25 години. Година на простување, милосрдие и обновување на духовниот живот. Јубилејната година во црквата представува една традиција која што се провлекува низ сите векови од постоењето на црквата, пренесено некако уште од животот на Господ Исус Христос. Во почетните векови тоа било не на институционално организирано ниво, меѓутоа подоцна се покажало дека има потреба да стане во црквата нешто кое што ќе биде организирано и така од далечната 1300 година е започнато со цел молење на посебни дарови кои што му се потребни на човештвото во тоа време поради многу бурниот живот кој што го живееле нели во тој момент на историјата христијаните во Европа, така да папата дава една можност да се оди на тие јубилејни ходочеснички патувања за молење за мир. Ова е што денеска го имаме е некако профилтрирано низ сите овие години. На почетокот е почнато секој 100 години да има јубилејна година, па се променува на секоја 50-та година, па потоа доаѓа од 1500-та година предлог да биде тоа на секоја 33-та година, како што се годините на Господ Исус Христос, а подоцна во 20-тиот век се дава можност тоа да биде секоја 25-та година прогласена за јубилејна година за добивање на посебни милости, односно добивање на опрост. Ходочестието на македонските верници започна во базиликата Сан Джовани Латерано. Заедничкото ходочестие на македонските и словачките верници започна во базиликата Сан Джовани Латерано, местото каде што за прв пат беше отворена јубилејната година. А базиликата е воедно и седиште на римскиот епископ. Македонските и словачките верници поминаа низ светите врати и заеднички присуствуваа на литургијата која предводеше словачкиот митрополит. Вечниот град Рим, кога се поврзува со македонските верници, не може да помине без посета на базиликата Свети Климент, место каде што е гробот на светиот Кирил. Македонската група ходочесници која дојде во Рим по повод јубилејната година, заеднички ја посети црквата Сан Клементе или Свети Климент, каде што е вечното почивалиште на светиот Кирил. Заеднички предводени од владиката Киро Стојанов, молеа молебен во чест на солунските просветители. Кириле и Методије, кои стоите пред престолот на Севишниот, принесувајќи му срдечни молитви за нашите души. Пастири кому овците не се негови, видели волк да иде ги остава овците и бега, и волкот ги разграбува и ги распрстува овците, наемникот бега. Токму таму, Струмичко-скопскиот епарх, монсенјор Киро Стојанов, го предводеше молебенот во чест на Свети Кирил. Во своето обраќање, епископот Стојанов ја истакна поврзаноста на македонската духовност со делото на светите браќа Кирил и Методиј и Рим, како и значењето на нивната мисија за целиот словенски свет. Да се зборува за Свети Кирил, а да не се зборува за Свети Методиј, мислам дека е невозможно, затоа што тие двајцата се браќа кои што двајцата мисијски настапуваа насекаде, па и овде заедно дојдоа да ги представат книгите, како што отец Гоцен беше рекол во едниот збор. Свети Кирил и Методиј не бија само слава во свое време, туку тие бија слава и гордост низ сите времиња и за сите поколенија. Поминуваат денови, години и векови, но сејот околу нивните ликови не бледи.
споменот на нив не ги покрива прашината на заборот. Напротив, како временски се оддалечуваат, својата благородна светлина ја фрлат на се пошироките подрачја. Кирил и Методиј денес се не само апостоли меѓу словените, туку се созаштитници на целата христијанска Европа, постојуваат на големото мноштво, можеле да бидат царски служебници, како што бил и нивниот татко, можеле да живеат за мудрост и ученост, за што и според своите дарови биле способни. Но сепак Божјата провидност ги одредува за пастирска служба на големото семејство меѓу младите словенски народи. Со него сослужува отец Зоран и Стојанов, отец Гоце Костов и отец Трајче Ташев. Македонската група беше дел од генералната аудиенција со Светиот Отец, папата Лав 14 на плоштадот Свети Петар во Ватикан. Епископот Стојанов во името на сите македонски верници лично го поздрави папата, а верниците му подарија македонско знаме. Viva il Papa! 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 Во склоп на целото патување беше и посета на сите 4 папски базилики. Во базиликата Свети Павле надвор од зидовите, Евангелието на македонски јазик го прочита отец Зоран и Стојанов. А своје обраќање повторно имаше владиката Киро Стојанов, која истакна улогата на македонските верници во единството на католичката црква, но и соработката и благодарност на словачката црква, кој како братска црква не поддржа во ова ходочестие. Во неделата, македонскиот епископ и свештениците сослужуваа со папата Лав 14 на свечената литургија во базиликата Свети Петар, на која присуствуваа и македонските верници. Потоа, заедно со повеќе од 100.000 луѓе, беа дел од молитвата Ангел Господов и благословот на папата. Ходочестието на македонската група во вечниот град Рим по повод јубилејната година заврши во Санта Марија Маджоре, поклонувајќи се на гробот на папата Франциск, но и со заедничка молитва овде во базиликата.